За мене единствено прифатливо е да се легализираат објекти на социјално загрозени категории, на социјално ранливите луѓе. За тоа имам разбирање и пак да се најде еден модел кој што нема да го нарушува правниот систем и урбанистичкото планирање. Значи, тоа се за мене клучни моменти. Но не да се легализираат и, не знам, хациенти, базени, деловни простори и така натаму. Знам дека се многу, но ние имаме закон за легализација кој траеше 10 години на бесправно изградени објекти. Така, еве сега во март истече, сега има предлог да се продолжи уште следните 5 години. Во меѓувреме, овие 10 години не престана дивоградбата. За жал, имаме продолжување на целиот тој процес. Зошто? Затоа што вие едноставно, кога овозможувате некоја легализација, иако идејата, предпоставувам, била пресек да се направи, нели да кажеме, добро, еве се што е до сега дивоградба има можност да се легализира, но натаму да не се гради на диво, туку да се гради по закон. Но тоа не се случува. Едноставно се праќа една порака дека и со тоа неколкукратно продолжување